Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Драги мои, со секој изминат ден нашиот ум добива и прима нови информации. Меѓу тие информации е и избогатеното знаење како да го обновиме нашиот ум. Патот е долг, но нема застанување. Па така и во ова 7 издание ја полниме корпата на мудрости. Па, штом сме расположени за промена, започнуваме. Jesus, you alone are everything, everything to me. You alone consume my mind, you alone consume my thoughts, you alone consume every part of me. Jesus, you alone are everything, everything to me. Ramase Rabahaya Rararasi, O Ramahai. Jesus, you alone are everything, everything to me. Every heart in this room just fixed on you, Jesus. 'Cause Jesus, you alone are everything, everything to me. And Jesus, you alone are everything, you're everything to me. Yes, you're everything to me. You are everything to me. You are everything to me. You are everything to me. Трансформацијата е нешто величествено и значајно. Трансформацијата представува преминување од темнина во светлина. Трансформацијата не е само замена на стари начини на однесување со нови, или пак дополнување на листата што треба, а што не. Трансформацијата е преминување од робство во слобода, како што укажува Божиот збор во послание до Римјаните 8 глава. Зашто законот на духот на животот во Исус Христос ме ослободи од законот на гревот и смртта. Слободата е да го правиш она што го сакаш, нели? Дали постои опцијата она што го сакаме да го правиме, да е она што треба да го правиме? Трансформацијата е промената на нашето срце, односно да го сакаме да го правиме она што треба да го правиме. Зарем не се најслободни оние луѓе што го прават, го работат, она што го сакаат, а не она што им представува товар. Не секогаш правењето на она што треба е лесно, а колку пак е потребно тоа нешто да се засака. Обновувањето на умот е клучот за трансформација. Што е погрешно со нашиот ум, па да треба да се обновува? Зарем не е доволно едуциран, информиран, развиен? Не станува збор за акумулирање на повеќе информации, туку работа на суетата на умот.
помраченоста која резултира со правилно расудување. Нашиот необновен ум има светоглед кој е спротивен на Божиот, кој се спротивставува и не се понизува на Божиот. Необновениот ум е далеко од Бога. Тој ум е насочен, наклонет со својот светоглед со тоа дека Бог можеби е со свој авторитет, дека е величествен, дека е можеби добар, мудар, дека има апсолутни права над мене, но умот вели не. Нема да живеам така. Јас сум главен. Јас сакам да ги гледам моите дела како поубави. Имено, во послание до Римјаните 1 глава е наведено зашто, иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Зборувајќи дека се мудри, стана безумни и ја заменија славата на нераспадливиот Бог со слика слична на распадлив човек, на птици, на четвороножни животни и на лазачи. Како да се избегне егоцентричноста, суетата, бунтовноста против Бог? Во послание до Тит 5 глава пишува: Бог не спаси, но не според извршените од нас праведни дела, туку по својата милост, преку барањата на природување и обновата од Светиот Дух, кога изобилно го излеа на нас преку Исус Христос, нашиот Спасител, да оправдани со Неговата благодат да станеме по надеж наследници на вечниот живот. А во второ послание до Коринтијаните 3:17 пишува: А Господ е Дух, а каде што е Духот Господов, таму има слобода. Ние пак сите со откриено лице, гледајќи славата Господова, се преобразуваме, трансформираме во ист образ, од слава во слава, како што доаѓа Духот Господов. Така што треба да му дозволиме на Светиот Дух да не променува однадвор и однатре. Однадвор ставајќи ја пред нас вистината за Христос, а одвнатре дозволувајќи му да ни ги омекне стврднатите срца, за да се понизиме, за да не бидеме возгордеани. Светиот Дух ни ја презентира славата на Исус Христос, за да имаме објективна представа кој е Тој, а преку него каков е небесниот татко. Не по случајност Исус Христос ни рече: Љуби го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила. Кој влијае на заслепување на нашиот ум? Дјаволот, како што пишува во второ послание до Коринтијаните 4:4. Ним, Богот од овој свет, им ги заслепил умовите нивни, за да не ги осветли светлината на благовестието за славата на Христос, кој е образ на невидливиот Бог. Затоа, заедно со Светиот Дух да се стремиме кон вистината, кон Исус Христос. Focused on you, steady and ready for what you want to do, 'cause we're heavenly minded, fully focused on you. We are steady and ready for what you're gonna do, 'cause we're heavenly minded, fully focused on you. We're steady and ready for what you're gonna do, 'cause
Во посланието Ефесијаните, 3 глава, стои: Оти мнозина постапуваат како непријатели на крстот Христов. Нивниот крај е погибел, нивниот Бог стомакот, а славата во нивниот срам. Тие мислат за земни работи. А нашето живеалиште е на небесата, откаде што го очекуваме и Спасителот нашиот Господ Исус Христос, кој ќе го преобрази нашето понизено тело така што тоа ќе стане подобно на неговото славно тело, со силата преку која што он може и да подчинува под себе се. Врз основа на овие зборови се заклучува дека мисловниот процес, показателите од процесот на трансформација на оние кои решаваат да мислат повеќе на вечното отколку на земското, се повеќе одвидливи. Во Евангелие според Матеј 16 глава пишува: Од тогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека он треба да отиде во Ерусалим и да пострада многу старешините, првосвештениците и книжниците, да биде убиен и на третиот ден да воскресне. А Петар, како го повлече настрана, почна да му говори зборувајќи: Биди милостив кон себе, Господи, тоа со тебе нема да се случи. Но Исус се заврти и му рече на Петар: Бегај од мене, Сатано, ти си ми соблазан, оти мислиш не за она што е Божио, а за она што е човечко. Исус Христос директно укажува на состојбата на умот на Петар, бидејќи неговиот ум не беше насочен кон Божите работи, туку човечките. Човештвото без Христос во центарот е еднакво на човештво кое е демонско по природа. Не постои сива област, туку црна или бела. Дали нашиот ум е насочен кон Божите работи или работите на светот? Исус Христос говори: Ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, да го земе својот крст и да оди по мене. Зашто кој сака да ја спаси душата своја, ќе ја загуби. А кој ќе ја загуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Оти каква полза е за човек ако го придобие целиот свет, а на душата своја и на пакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Обновувањето на умот е всушност израз на ефектот од крстот врз човековото срце, на човековиот ум. Така што, дали мислиме од перспектива на небесното или од перспектива на земското? Обновениот ум се закотвува во она што Бог го кажува над се останато, над секој глас. Како што пишува во изреки: Секој збор од Бога е чист, он му е штит на оној што се надева на него. Не додавај кон зборовите негови, за да не те разобличи и да не излезеш лажливец. Ако верувам во лага, она што го правам е креирам место за таа лага. Тоа семе да рти, преку времето поминато на мислење и изговарање. На тој начин го наводувам тоа семе, се додека не зафати корење во мојот профил како личност, а со тоа ќе го зафати начинот преку кој влијам на другите. Таквата лага се отстранува само преку покаяние. Небесен Татко, избрав да верувам во спротивното од она што го рече ти. Прости ми. Треба да сме свесни дека ѓаволот води војна со таа лага против мојата душа. И јас не смеам да го дозволам тоа. И одлучувам дека нема да дозволам тоа да влијае врз мојот живот. Обновениот ум не позиционира да ја видиме сферата на чудата. Обновениот ум е како Исус Христос кога се преобрази во светлина во духовната невидлива сфера. Имено пишува: Исус се преобрази пред нив и лицето негово светна како сонце, а лиштата му станаа бели како светлина. Обновениот ум
го илустрира Божјото срце и ум за планетата Земја, а ние сме дел од тој план. Обновениот ум е чувар, стражар на небесната активност тука на земјата. Трагедија е кога умот ќе застрани и тогаш Божјата слобода за да ја искаже неговата волја е ограничена. Умот не треба да биде расфрлан, туку треба да биде употребуван за неговата вистинска намена. Секоја наша акција и мисла укажуваат на нашиот сојуз со небесниот татко или со ѓаволот. Обновувањето на умот значи препознавање на она што доаѓа од пеколот, а што доаѓа од небесата и партнерување со небесното. Небесниот татко го дизајнира нашиот ум да биде една од најмоќните надприродни алатки во универзумот, но мора да биде осветен преку Светиот Дух за да го прикаже дизајнот на небесниот татко и неговите идеи. Портата на пеколот е во нашите умови секогаш кога се согласуваме со ѓаволот. Со тоа ја поттикнуваме и поддржуваме човечката мудрост што не го познава Бог. На тој начин му дозволуваме да краде, убива и уништува. Во Матеј 16 глава стои: на тој камен ќе изградам црквата своја и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство. И што ќе сврзеш на земјата ќе биде сврзано на небесата, а што ќе разврзеш на земјата ќе биде разврзано и на небесата. Обновениот ум ни го открива за нас непознатото, како што е наведено во прво послание до Коринтијаните 2 глава. Што око не виде, уво не чу, ниту на човека на ум му падна, тоа Бог го приготвил за оние кои го сакаат. А нам пак ни го откри тоа Бог преку својот дух, зашто духот испитува се, па дури и длабините Божји. Обновувањето на умот придонесува да мислиме како Бог што мисли, да ги гледаме неговите патишта, нашите патишта ги зрамниме со неговите. На тој начин му возможуваме на Светиот Дух да комуницира со нашиот дух и да работи на нашата душа. Ако го промениме умот, ќе ја промениме нашата волја, а нашата волја ќе не однесе во одредена насока. Зато е важно постојано да го всадуваме Божиот збор во нашето битие, не само во умот како информација. Потребно е да го посееме Божиот збор, за тоа да резултира со зголемување на способноста за расудување, односно како што гласи стихот врз кој се темели Елиезер. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку трансформирајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ во соработка и под покровителство на Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер